Да, точно е дека е галеријата на икони во која сме ова утро ја посетивме, да слушнеме приказните за иконите, секој има своја приказна. Една од најпосетуваните поставки музејски во Прилеп, а ги има 11. Галеријата е веќе 23 години отворена, има ексклузивни 66 икони и една фреска која е уште од 12 век. Но кои се приказните? Зошто се посебни тие? Разговараме со Мимоза Христоска, директорка на Заводот и музеот Прилеп, виш кустос историчар на уметноста, тесна специјалност Мимоза. Добро утро, нека ни е честит празникот и нормално за иконите ја почнуваме општата приказна. Што е посебноста овие икони да се најдат, да бидат дел од оваа постојана поставка, што го привлекува вниманието и домашните странските гости, особено што се знае дека Прилеп по Охридскиот регион е еден од најбогатите со сакралните богатства што ги има. Добро утро пред се, ви благодарам на вашата покана и на вашето присуство овде во галеријата на икони. За многу години честит празникот да ни е, долговечни да бидеме. Галеријата на икони има посебна приказна сама за себе си, за самиот град и за целата општина и околните места. Галеријата во 2002 година доби посебно значајно место во Прилеп, со тоа што сакавме ние како национална установа да ги издвоиме и да го доловиме моментот на христијанството, на православието во градов и пошироко. Целта е тука се представени иконите кои што имаат посебна иконографски тип, кои што икони можете на друго место да ги видите, ама не овај тип на иконографско представување. Тие 66 икони имаат својата приказна која што живее со нас, со самите прилепчани и со самите македонци. Една од фреските, ја спомнавте фреската е од Архангел Михаел, да. Фреската е единствен експонат овде како фреска, затоа што не само со иконите, фрескосликарството е доста презентативно и репрезентативно во нашата држава, посебно во Прилеп. Таа потекнува од средината на 12 век и е представен Архангелот Гаврил. Останатите икони кои што имате овде прилика да ги видите, имаат своја историски елемент во представувањето и растењето на самиот град на кој што се развивал. Значи во текот на 12, 13, 14, 15 век, па се до 19 век. Кај нас овде иконите имаат еден вид на историско дело, затоа што кога гледате во иконата, вие гледате само светотот, но ние овде во музеот знаеме да ви го презентираме иконографскиот житието на самата икона, што е битен момент да знаеме зошто е представена таа икона, зошто е представена Богородица со Исус Христос, кога се доближува со своето лице, која е наречена умиление. Потоа го имате Светото Тројство, каде што Отецот Бог многу ретко се представува како икона. Со Исус Христос седнат до него и под неговите нозе се серафимите. Светото Тројство е кога влегувате во црквата, ги поставувате трите прсти, тоа е Светото Тројство, и кога се крстите во името на Отецот, Синот и Светиот Духот. Представата е, Отецот Бог може би не го гледаме во другите икони, ама кога го имаме присуството на серафимите, тоа се ангелите од највисокиот ред, кои што имаат 3 пара крилја и кои што ги покриваат нозете со едниот пар, со другиот пар градите и третите му се расширени, да, имате присуството на Отецот Бог. И тоа е суштината на христијанството, да знаеме во што веруваме и да знаеме зошто иконата е посебна. Нашето иконопиство на територијата на Прилеп и општина во Македонија е посебен затоа што техниката на сликарството не е толку едноставна и се разликува од сите други региони. По што се разликува? Се разликува по техниката, не дека нашите зографи не учеле надвор од Македонија, учеле, али кога идат во Македонија, кога се враќаат, секојат носат еден елемент кој што е карактеристичен по нивното сликарство, по бојата, употребата, сценското представување на самите икони. Карактеристични што на друго место не можете да ги видите. Овде кај нас имаме автори кои што се карактеристични како Адам Ченајдов, Дичо Зограф, потоа Јован Атанасов Прилепчанин, кој што е последниот зограф кој што работи во 19 век и неговите дела се исто тука изложени во нашата галерија. Имаат сите своја приказна. Една да слушнеме.
Да ви кажам, имаме премногу приказни. Би издвоила, ви ја кажав, приказната за Светото Тројство. Ја ви ја кажам приказната за одеждата, ова што можете да го видите позади нас. Таа е одежда која што е од вториот архиепископ на Македонската православна црква, господин Ангелари. Незината причина што е овде изложено е затоа што тој е од Прилепскиот регион од Долненска општина и тоа спаѓа под Прилеп, под музеот, и неговото семејство кога ја отваравме галеријата имаше голема чест и сакаше да ја донира на институцијата и затоа ја поставивме како посебно место, сепак е тој наш прилепчанец во секој случај господин Ангелари. За жал нели почина во сообраќање на несреќа. Да. Еден клучен момент можам да ви ја кажам и представата на Свети Христифор, исто е позади нас. Таа е легендата за Христифор. Обично можете да го видите како има човечки лик, но овде кај нас е представен и многу ретко можете да го видите во представа на животно. Постои легенда каде што Исус Христос му се обратил, му рекол, ако сакаш да имаш човечки лик, мораш да им помагаш на луѓето. Кога застанал да се моли Свети Христифор, застанал и им помагал на луѓето да ја преминуваат реката, кога Исус Христос пошол да види дали стварно го прави она што му било наредено, Христифор му се обратил, кој си ти, го прашал. Отец Исус Христос, се извинувам, му рекол, сакам да ме пренесеш преку реката. Го поставил на неговото рамо и со голема тежина го пренесил преку реката. И сватил Христифор дека не е обичен човек. Го сметнал на земјата и му се поклонил. И му рекол Исус Христос на Христифор, не треба да судиме по она што го гледаме. Големината на човекот е она што го гледаш не она што го гледаш пред себе си, туку она што го носи во себе си. Затоа треба да се почитуваме и да не судиме на она што го гледаме пред себе си, туку она што го носиме во себе си. Мимоза тука би ја заокружила приказната. Бројни се приказните, ќе оставиме кога ќе дојдат сите посетители да им ги раскажете. Благодарам што бевте во утринската програма на Македонската телевизија. И пригодно би го завршили ова вклучување со таа порака: не гледај по надворешноста на некого, гледај го во душата, во срцето и она што го прави, што го носи однатре, како би сјаал како човек. Студио.